Значи, вечерашната презентација е на промоција, која е дел од проектот промоција на еколошки туризам во општина Струмица. Оваа публикација всушност требаше да биде мапа, еколошка мапа, но кога почнавме со истражување на 4 рекреативни патеки во општина Струмица, свативме дека овие патеки имаат многу вредност, имаат многу богатство, па така со професорот Страшо Даов се посветивме на едно истражување кое што вроди со многу информации, кое беше многу професионално направено и кое што остави за себе некоја трајна вредност. Значи, наместо само со еколошките вредности, се посветивме на истражување на инсектите, на птиците по патеките, на кои растенија се здрави за конзумирање, кои не се здрави, за печурките, кои цицачи ги има по патеките, кои културно-историски богатства ги има по патеките. Значи, една всеопфатна анализа на сите тие 4 патеки. Значи, едната е Чампоро и Чамчифлик, тази која сите многу добро ја познават. Другата е од село Водоча до село езеро, до Вештачкото езеро Водоча и околу него таа малку поекстремна патека. Трета патека е старото Джадешо, го викаме, од пред Костурино према Маркова река, античкиот пат и античкиот мост, и четврта патека е од село Банско до село Габрово, до Габровскиот водопад, скоро по Изохип се оди во подножието на Беласите, значи низ шумата оди таа патека. Значи, овие патеки ги одбравме, како што кажав, затоа што се познати прилично од јавноста, како правци на движење, ама природните вредности скоро никој да не ги забележува и затоа направивме едно снимање на видовите што се поатрактивни, има и некои многу значајни, ретки видови, некои што се загрозени видови, и тоа сакавме ние да го истакнеме, да го представиме пред јавноста, да можете они во форма на една брошурка да го имат пред себе, да го читат, за да може да ја проценат вредноста и самите да ја збогатат својата визуелна вредност.